Се враќаме во студиото, како што најавивме, тука е господинот Александар Стојановски од Евротинк. Добре дојдовте во студио 10. Добре, најдов. Евротинк презентираше минатата недела еден проект, едно истражување кое е спроведено меѓу граѓаните. Спроведено е тоа истражување за довербата на граѓаните во работата на институциите, во работата на полицијата. Колкаво е, какво е, дали граѓаните веруваат во полицијата и што произлегува од тоа истражување, кои се заклучоците и што треба да се постигне. Еве, господин Стојановски, за почеток, кажете ни за самиот проект, за самото истражување, за што се работи? Така, значи, ова истражување беше спроведено во рамки на двегодишен проект кој што Евротинк го спроведува. Проектот се вика подобрување на отчетноста и транспарентноста на полицијата во Република Македонија. Ова е продолжение на нашата работа на тема полиција, безбедност и внатрешни работи, кои што веќе четврта година ги имплементираме како дел од нашата програма што се вика Правда, безбедност, внатрешни работи. Проектот е финансиран од Националниот фонд за демократија, НЕД, од Соединетите Американски држави. Тоа е една институција која што ги добива своите средства од Америчкиот конгрес и е активна во над 160 држави во светот. Во рамки на овој проект спроведуваме низа на активности кои што се поврзани со анализа на ставовите поврзани со полицијата како јавен сервис, начинот на кој што полицијата известува за својата работа, значи она што го викаме комуникација со јавноста, односно транспарентност и отчетност, односно давање одговори во врска со резултатите и постигнувањето на својата работа. И има за цел да работи на унапредување на овие два сегменти, преку поттикнување на нови пристапи во комуницирањето кон јавноста, преку воведување на еден сет на иновации кои што треба да придонесат да се доближи оваа институција кон граѓаните. Секако полицијата е еден од поважните јавни сервиси. Во првиот дел на емисијата слушнавме за бројките од Центарот за управување за кризи во текот на минатиот период, колку од позивите каде биле насочени и се гледа дека една од пооптоварените институции од кои што се бара помош во различни ситуации, дури и онакви ситуации кои што не се директно во нивниот домен на влијание, како што се, не знам, пожари, стрништа, кажува дека граѓаните имаат високи очекувања и многу често се обраќаат со надежда дека нешто од нивните проблеми може да биде решено од страна на оваа институција. Додека реалноста е малце поинаква. Се разбира, граѓаните многу често се обраќаат до полицијата, бараат помош, па некогаш дури за работа за кои полицијата и не е надлежна, секогаш ја гледаат полицијата како орган каде треба да се обратат за помош. За тоа е важно. И тука е едно од целите на нашата работа на овој проект е да низ дискусија, низ едукација јавноста да ги осознае оние сегменти од нивното живење кои што стварно спаѓаат во доменот на полициски надлежности и она што не спаѓа во доменот на полициски надлежности. И многу често затајувањето на другите институции е на еден начин сватано како затајување на оваа институција. Да речеме, неработењето или неефикасноста на инспекциски служби или некои сегменти на комуналното живење во рамки на микросредините, во општините во кои што функционираат граѓаните, се очекува дека можат и треба да бидат решени од страна на полицијата. И тука имаме ние еден сет на прашања во овие истражувања на јавни мислења каде што ги адресираме баш тие проблеми и пробуваме да ги добиеме на слика за тоа како граѓаните гледаат на односот помеѓу нив и полицијата. Но ајде да почнеме од почеток. Значи Еврометар, истражувањето телефонско кое што денеска ќе го зборнеме, е едно истражување кое што Евротинк го спроведува од 2014 година, значи скоро 10 години. Традиционално овој Еврометар... Да, претходното истражување дури го анализиравме тука во студиото, баш Еврометар, да. Еврометарот традиционално се однесуваше на прашања поврзани со внатрешните процеси во државата, со она што се вика надворешна политика, со интеграцијата на општество во НАТО, во ЕУ,
прашањето кое што беше актуелно долго време за промена на името. Сега во последниот период очекувањата на граѓаните за тоа кога се очекува, кога очекуваат ние да станеме дел од Европската унија, дали постои демократија. Така што традиционално тоа биле прашањата кои што со Еврометарот еднаш годишно минимум ние сме ги проверувале по пат на истражување на јавно мислење кои што се спроведувале од страна на компании кои што се специјализирани во тој дел. Ова истражување на јавно мислење кое што го промовиравме минатата недела, резултатите од ова истражување беше спроведено од крајот на јануари, од 31 јануари 24 до 14 февруари 24 година на репрезентативен примерок од 1001 испитаник со маргина на грешка од околу 3%, спроведено од Брима. И во ова истражување ние се фокусиравме конкретно на прашање поврзани со доверба во институциите и работата на полицијата, односно механизмите за контрола на работата на полицијата, внатрешната контрола и надворешните механизми кои што постојат. Народен правобранител и специјализирано оделение во рамки на обвинителството за гонење на организиран криминал и корупција. И тие се прашања кои што ние во континуитет пробуваме да ги адресираме до граѓаните, до испитаниците и да видиме промени во ставовите, односно промени во свесноста за одредени процеси. Така, во ово истражување, кога збориме за довербата во институциите, ние им даваме сет на институции на испитаниците и ги замолуваме да дадат оценка од 1 до 5 за тоа колку доверба имаат во секоја од овие институции. Каде што единица е најниска доверба, а 5 е највисок степен на доверба. И што покажува тоа? Традиционално институции со најголема доверба, не само оваа година, туку и во минатите 4-5 мерења колку што сме го поставувале ова прашање конкретно, доминира довербата во армијата, во религиските заедници. И сега оваа година имаме мала промена на ставовите, значи обично тука во првите 3 беше и институцијата председател на државата. Сега имаме пат на довербата во институцијата председател на државата, тоа паѓа на 4-то место. Полицијата се качува на 3-то место, каде што некаде 44% од испитаниците изразуваат доверба, односно оценка 4-5 во армијата, некаде отприлика околу 35% во религиските заедници и некаде отприлика околу 28% во полицијата. Оно што е индикативно е дека како идете надоле во листата на доверба, значи рангирањето на институциите, така расте процентот на граѓани кои што изразиле недоверба, дале оценка 1 и 2. Така оваа година повторно на дното на доверба се наоѓаат обвинителството со некои си 9% доверба, значи оценка 4 и 5. Судството со исто така некаде 9% доверба, каде што на другиот спектар, значи оценка 1 и 2, овие институции имаат добиено некаде од 70 на 80% недоверба изразена од страна на граѓаните. Тоа е оној фамозен процент кој цело време се повторува за 2% доверба во судството, на пример, од порано кој произлезе. Тоа е всушност истиот процент, нели? Значи сега тука мораме да имаме неколку работи во предвид. Значи имаме ние маргина на грешка. Маргината на грешка е нешто, статистичката грешка е нешто што треба секој сериозно истражување да го нагласи. И тоа значи дека ако вие имате, не знам, изразена доверба од 9%, таа во реалност може да значи дека е 3% помалце, 3% поени помалце, односно може да биде и 6, а може да биде и 12. И кај истражувањето на јавно мислење, секогаш имате потреба одредени резултати да ги прифатите, да ги сватите, да ги толкувате со некоја доза на толеранција во поглед на оваа работа. И јасно е дека довербата кај овие институции е крајно ниска и имало дебата во стручните кругови, во експертските кругови за тоа дали граѓани кои што никогаш немале контакт со овие институции имаат право на такво мислење. Некои од стручните лица во фелата, дали се тоа академци, дали се тоа суди, обвинители, дали се тоа истражувачи, тврдат дека правилна слика за довербата може да се добие само ако се прави нешто што се вика
излезна анкета, односно чекате пред самата институција и проверувате луѓе кои што имале контакт со самата институција. Нашиот пристап е дека секако тоа е една поточна форма на мерење, но тоа не значи дека остатокот од популацијата нема право на мислење кое што е креирано од информациите кои што ги добиваат од медиумите, од резултатите кои што овие институции ги произведуваат, начинот на кој што функционираат, скандалите кои што ги предизвикуваат и како се справуваат со неквалитетот, неетичноста, корупцијата во своите редови. Така што традиционално најниска е оценката за овие две институции. Да, тоа се повторува, значи. Тоа се повторува и овој мал раст не значи дека имаме исчекор некој во работата или во функционирањето на овие институции. Тоа може да се должи на сентиментот во моментот на мерењето на јавното мислење, може да се должи на ставовите на премиерот. Тука многу влијае политичката афинитетот политички на самиот испитаник, и тоа ние во нашите истражувања на јавно мислење го гледаме кога ги гледаме тие крос табулации за тоа колкав процент на високо образовани, колкав процент на мажи, колкав процент на жени, колкав процент на луѓе од урбани средини, од рурални средини, колкав процент од симпатизерите на моменталната политичка елита што е на власт или симпатизери на опозиција даваат одреден тип на мислење. Претпоставувам дека насоката се движи во тоа дека симпатизерите на опозицијата имаат пониска доверба, претпоставувам. Традиционално секогаш во сите мерења, поготово во општество каде што тоа многу влијае, значи тоа е еден вид на субјективитет кој што се наметнува во размислувањето и во давањето на одговор во врска со перцепциите и со ставовите, тоа многу влијае. Така што ако се погледне подлабоко во самите резултати, не само на ова прашање, на сите други прашања, ќе се види дека провиненцијата политичка на испитаниците влијае на тоа каков тип на одговори ќе дадат на одредено прашање. Добро, можеме ли да видиме за полицијата поконкретно што покажува истражувањето на тие прашања? Значи ние во рамки на нашата работа со министерството, значи во рамки на овои претходните проекти, пробуваме да поработиме на одредени аспекти на нивното лице кон јавноста, но и на нивниот начин на кој што ги извршуваат работите. И ние даваме искази во истражување. Ова само да појасниме дека ова истражување, овој проект го правите во соработка со Министерството за внатрешни работи. Значи и овој претходниот проект не би можеле да го спроведеме доколку немаме формализирано соработка со нив. Тоа го имаме направено со потпишување на меморандум за соработка кој што ни дефинира активностите, чекорите и формата на комуникација и соработка со структурите внатре, за да можеме ние да направиме одредени видови на консултации, тренинзи, да можеме да поставиме одредени дилеми или одредени предизвици со нив, потребно да имаме регулирана таа соработка. И ние и за овој за претходните проекти имаме меморандуми за соработка кои што ни помагаат тие аспекти да ги утврдиме уште на самиот почеток. Даваме искази во истражувањето за јавно мислење каде што им кажуваме на испитаниците полицијата во Македонија е професионална во својата работа. И се имате Ликертова скала од 1 до 5 каде што се согласува или не се согласува со ставот. И таков тип на тврдења ние имаме некои 4-5 каде што им велиме професионална во својата работа, ефикасна во своето работење, дали е транспарентна во своето работење, дали известува за своите активности навремено, неселективно и професионално, дали е отчетна, дали е независна од бизнис партиски влијанија и дали тие влијанија влијаат на работата нејзина. И тука за секој од овие искази испитаниците даваат оценка. Најдобра оценка во овој сет на искази кои што се 6 на број е дадена во врска со професионалност. А најниска оценка е дадена во врска со независност од партиски, владени бизнис интереси. Значи, некаде отприлика околу 30% од премиерот вели дека полицијата е професионална во своето работење, додека околу 2-13% се согласува со тоа дека е независна од влијанија партиски бизнис и така натаму.
Така што кај овие тврдења поврзани со ликот, работата, перцепцијата на оваа институција, гледаме во константа дека ефикасноста е на врвот, но ако го погледнете процентот на позитивни искази со ова тврдење и процентот на негативни искази, негативните искази на оваа конкретно тврдење се некаде 45%, значи пак имате 45% од примерокот кој што не смета дека е ефикасно. И како идете надоле според тврдењата, така гледате дека негативниот став по однос на некои од овие искази расте. Така за независноста на оваа институција не се согласуваат со тоа тврдење, некаде отприлика околу 65% од примерокот. Значи 65% од 1001 испитаник, тоа се не се согласува дека полицијата е независна. Да. Сега, понатаму ние, ова се перцепции, понатаму ние имаме сет на прашања кои што се поврзани со директно како ја прецепираат ова институција граѓаните. Значи имаме едно прашање кај што им викаме доколку вашата безбедност е загрозена, дали сметате дека ќе ве заштити полицијата. Во континуитет ние имаме од 50 па нагоре проценти од испитаниците, значи зборам 4 мерења на назад, ова прашање исто поставено. 50% или повеќе од примерокот сметаат дека доколку имаат загрозување на својата безбедност ќе бидат заштитени од полицијата. И тоа споредбено со регионот одговара на некоја реална слика. После тоа имаме уште следни прашања кај што ги прашуваме дали во последните 2 години сте имале контакт со полицијата. И тука више се гледа дека она што го зборавме за судството и за обвинителството, од примерок од 1000 испитаници, процентот на луѓе што имале контакт со полицијата е некаде во ова мерење некаде отприлика 18%. Значи, во исто време кој ги гледате, ги анализирате оние претходни искази, дали е професионална, дали е транспарентна, дали е отчетна, таму па сите имаат став иако немале контакт. Значи, ставот е изграден врз база на сликата која што е креирана во јавниот дискурс. Добро, но еве, мене ми е интересно тоа прашање кој го спомнавте пред малку во тоа прашањето дали сметате дека полицијата би ве заштитила. Не знам сега, велите дека се повторува, но мене некако ми звучи дека 50%, значи половина од луѓето, јас би кажал дури само половина од луѓето мисла дека полицијата би ги заштитила, што не знам, мене некако ми звучи за малку. Да, но тоа, значи пак ќе кажам, тоа пак е дефинирано, предефинирано од примерокот. Да речеме конкретно во ова прашање, кај албанскиот примерок, значи припадниците на албанската етничка заедница во ова истражување, 52,8% веруваат дека би биле заштитени, наспроти 30% од тој примерок кај што сметаат дека не би биле заштитени доколку нивната безбедност е загрозена. Кај другите националности односот е 59 кај што изразуваат верба дека ќе бидат заштитени наспроти 41. Партиската определба исто така има влијание во формирањето на чувството за безбедност. 87% од поддржувачите на Социјалдемократскиот сојуз во овој примерок сметаат дека ќе бидат заштитени од полицијата доколку нивната безбедност е загрозена. Додека 25% од поддржувачите на ВМРО-ДПМН го изразиле тој став. Така што овде имате пак она што го зборавме, фактори кои што влијаат на ставовите на испитаниците. 34% од примерокот кој што е ориентиран кон левица дал став дека ќе биде заштитена доколку од полицијата доколку нивната безбедност е загрозена. Таму е процентот уште помал. Уште помал. Значи пак ќе кажам, кај нас малце по-нереално базирано на тоа на која политичка опција и верувате, ги предетерминира формата и тонот на одговорот. Значи партиската поделеност или поделеност на симпатиите кон одреден политички субјект на големо кај нас влијае врз резултатите потоа од овие испитувања на јавната мислење. Да, партизираноста на општеството, некоја форма на поклоништво кон своите политички избраници, политички миленици, влијае на креирањето на ставот за многу работи, не само за
оваа институција и овој сет на прашања. Значи, за се. Може да влијае на обични прашања поврзани со економијата, може да влијае на прашањата поврзани со здравството. Значи, истите тие луѓе идат во истите болници. Едните ќе дадат одреден тип на оценка за квалитетот на услугата во здравствените установи, зависно од тоа на која политичка партија и се наклонети и од тоа која политичка партија е моментално во влијание на тој ресор. Така што тоа многу влијае и тоа во континуитет го гледаме не само ние во нашите истражувања, тоа се гледа во скоро сите истражувања. Сега тука има многу интересен момент. Ние ги прашуваме испитаниците за кого гласале на последните парламентарни избори и доколку во недела има парламентарни избори за кого би гласале. Тие резултати не ги објавуваме затоа што тие резултати ќе ги засенат сите други битни пораки кои што нашите истражувања ги произведуваат, но тоа се прашања кои што спаѓаат во сетот на демографски прашања што ние мораме да ги поставиме за да видиме со кого, со каков тип на испитаник истражувањето имало контакт. И оно што е многу индикативно, голем дел од примерокот или не кажува за кого ќе гласа, или кажува дека не гласал. И вие имате една третина од примерокот, значи збориме на 1000 испитаници, некаде 300 и нешто испитаници кои што не знаете на која страна се наклонети. И дотолку повеќе е нејасно и во поглед на проекција на евентуални, не знам, резултати од парламентарни и претседателски избори кои што нели се актуелни, вие пак имате еден сегмент од гласачкото тело кое што или реално нема гласа, или реално не знае, или не ќе да ви каже за кого ќе гласа. Да. И тоа се тие кои што исто така се потешки за дефинирање зашто и како даваат одредени типови на одговори. Да се вратам на прашањата поврзани со ставовите за полицијата. Ги прашувавме испитаниците дали имале контакт во последните 24 месеци со полицијата и тука 1/5 од примерокот, значи скоро 20% имале контакт во последните 2 години со полицијата. После тоа ги прашуваме кој го иницирал контактот. Значи само оние кои што имале контакт. Некаде 2:1 е односот на луѓето кои што сами го иницирале контактот со полицијата наспроти нели тој е еден кој што бил контактиран од страна на полицијата и после тоа ги прашуваме дали во тој остварен контакт со полицијата полицајците биле професионални во нивниот однос. И тука пак имаме 2:1. Значи од тројца испитаници двајца кажуваат дека од тројца што имале контакт со полицијата, двајца кажуваат дека биле професионални службениците во односот со нив, додека еден од тие тројца кажуваат дека имало доза на непрофесионалност. И тоа кога ќе го дисекцирате малце ќе видите дека социолошки одговара на сликата каде што тие кои што најчесто не биле задоволни со контактот и најчесто биле контактирани од полицијата, тие спаѓаат во таа една група на лица кои што или се во судир со законот или имаат некаков тип на прекршок, дело сторено кое што изискува полицијата да ги контактира. И по дефиниција тие најчесто не даваат објективен, реален одговор за степенот на професионалност, што не мора да значи дека и лажат, не мора да значи дека секогаш полицајците биле професионални во својот однос. Понатаму имаме прашања поврзани со внатрешниот механизам за контрола и со надвршните механизми за контрола. Дали имале потреба да поднесат пријава до внатрешната контрола и тука гледаме на раст споредбено со другите претходни мерења каде што од примерокот некаде 9%, испод 9% одговориле дека имале потреба да поднесат поднесок, пријава до внатрешната контрола. Тој процент расте во споредба со претходни истражувања? Тука имаме интересна ситуација и пак ова сега е она што го спомнав на почетокот, дали е статистичка грешка, дали не е. Значи во претходното мерење од 2022 година 6% од примерокот кажал дека имал потреба да поднесе пријава до внатрешната контрола. И тоа споредено со ова мерење сега е 2,6% поени раст. Тоа може да значи две работи. Може да значи дека сега или веруваат повеќе на внатрешната контрола и испраќаат представка, пријава до внатрешната контрола,
или имало зголемен број на контакти кои што граѓаните ги исперцепирале како проблематични и според тоа се одлучиле да поднесат поднесок до внатрешната контрола во рамки на Министерството. Понатаму имаме второ прашање ние, поврзано со ова, кај што ги прашуваме дали сметаат дека внатрешната контрола придонесува за намалување на корупцијата и непрофесионалноста во институција. Односот на одговори тука е 2:1. Значи, од тројца испитаници имаме 2 кои што сметаат дека ова е механизам кој што придонесува за намалување на непрофесионалноста и корупцијата, додека еден од тие 3 испитаници опфатени со истражувањето викаат дека велат дека не придонесува за... Значи позитивно гледаат, сепак тоа е едно позитивно гледање на работата на внатрешната контрола. Да, сега ние исто така што правиме во нашата работа во рамки на овој проект, ние правиме дисекција на резултатите на внатрешната контрола, кај што ги анализираме годишните извештаи за нивната работа, поставуваме сет на прашања до нив директно, пристап до информација од јавен карактер, и ги гледаме она што се вика надворешни механизми за контрола на работата на полицијата. Значи, надворешен механизам постои во рамки на Канцеларијата на Народниот правобранител и другиот надворешен механизам е специјализирано оделение за службеници со полициски овластувања и полицајци кои што се наоѓа во рамки на јавното обвинителство за гонење и организиран криминал и корупција. И ги прашуваме граѓаните дали се информирани за постоењето на овие механизми, надворешни механизми, и дали се информирани за нив и дали веруваат во ефективноста на овие механизми, дали сметаат дека овие надворешни механизми за контрола придонесуваат за намалување на непрофесионалноста и корупцијата и нечовечноста. Да, и што велат бидејќи немаме уште многу време. Пак овдека е 2:1 одговорот, од оние што слушнале за надворешните механизми, 2 од тројца испитаници сметаат дека овие придонесуваат за еден вид коректив да бидат во работата на полицијата и полициските службеници, односно лицата со полициски овластувања, тука спаѓаат и припадници на затворската полиција исто така. Додека еден од тие 3 испитаници не смета дека овие механизми нешто може да направат. Што е сепак позитивно. Добро, за крај ве молам само за кус одговор, претпоставам дека ова истражување ќе користи и на полицијата, дека ќе може да се подобра, да речеме. Значи вака, ние со овој сетот на истражувања и мониторинг што го правевме во последниве 3 години веќе, значи претходниот едногодишен проект и овој, направивме одредени исчекори, напредок и кај работата на полицијата, но и кај ставовите на граѓаните, односно јавноста, информирањето и довербата во оваа цела приказна помеѓу полицијата како јавен сервис и граѓаните. Конкретно, сега Министерството за внатрешни работи многу повеќе информира за активностите кои што не се активности вести поврзани со црна хроника. Значи борбата со криминалот, сторени, извршени, откриени кривични дела доминира во континуитет. Многу помоцна се гледаше она што се вика превентивна работа на службениците на Министерството кои што работат на кривање на свест, превенција на одредени девијации, проблематични однесувања кај различни демографски групи. Сега гледаме некаде 20% од вкупниот корпус на информации што излегуваат од Министерството за внатрешни работи се посветени на нивните активности спроведени на полето на превенција и кривање свест. Да. Добро, тоа е добро, тоа се позитивни резултати. Стојановски, ви благодарам за ова гостување. Се разбира, во следна прилика, кога ќе презентирате нов извештај, ќе видиме што има нов. Ви благодарам. И со ова гостување на Александар Стојановски од Евротинк го завршуваме и ова Студио 10. Почитувани гледачи, ви благодариме на вниманието и на довербата. Останете со програмата на Телевизија 24.